Добродојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Еве ги настаните на денот. Се реконструира дел од улицата Јужномуравски бригади. Се поставува канализациона мрежа во Петровец. Реконструирани автобуските стојалишта кај Градежен факултет. Неутрална фан зона во Скопје на 7 и 8 август за Суперкупот. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на барање на јавното претпријатие Македонски шуми даде согласност за делумна забрана за движење во шумите со стопанска намена од 15 јули до 15 август годинава. Казните за непочитување на забраната се движат од 1500 до 3000 евра. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на барање на јавното претпријатие Македонски шуми даде согласност за делумна забрана за движење во шумите со стопанска намена од 15 јули до 15 август годинава, која веќе беше објавена во јавноста. Оваа согласност не важи за вработените во јавното претпријатие Македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории, ниту за организирана тура туристи, која ќе биде во придружба на представник од јавното претпријатие Македонски шуми и представник од субјектите кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории. Министерството воедно информира дека е забрането палење стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата и друг земјоделски отпад на земјоделско земјиште, како превентивна мерка за заштита на шумски пожари. Апелира граѓаните во овој период од годината, заради своја безбедност, да се воздржат од нанесување штети на шумата, палење отворен оган во шума, користење материјали кои се запалливи, за непочитување на одредбите од Законот за шумите на физичките лица кои ќе бидат затекнати во шума без соодветна дозвола од јавното претпријатие Македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во динарска противвредност. За непочитување пак на Законот за ловство се предвидува глоба во износ од 1500 до 3000 евра во динарска противвредност за прекршок на физичко лице, согласно член 79 од Законот за ловство, информира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со шумите за стопанска намена во Република Македонија стопанисува јавното претпријатие Македонски шуми со 30 подружници, додека со шумите за посебна намена управуваат националните паркови Маврово, Пилистер и Галичица, Јасен, како и јавното претпријатие Паркови и Зеленило Скопје. Реконструкција на улицата Јужномуравски бригади. Деталите подоцна во вестите. А во продолжение, медицински тим од Црвениот крст Киселавода е на терен и на граѓаните кои се надвор од своите домови им дистрибуира вода за пиење. Волонтерите на Црвениот крст по потреба со сопствени возила вршат транспорт на стари лица до нивните домови. Општина Киселавода во соработка со Црвениот крст Киселавода и годинава го реализира проектот за помош на граѓаните од високите температури. Медицински тим од Црвениот крст Киселавода е на терен и на граѓаните кои се надвор од своите домови им дистрибуира вода за пиење. Волонтерите на Црвениот крст по потреба со сопствени возила вршат транспорт на стари лица до нивните домови. Граѓаните можат да побараат и медицински совет од лекар на телефонскиот број 071 216 823. Оваа активност, како што соопшти општина Киселавода, која почна на почетокот на јули, ќе продолжи да се одвива се до крајот на август и ќе се реализира при постоење на високи температури. Во рамки на проектот Топлотен бран, заштита и превенција на здравјето на граѓаните од високите температури во летниот период, оваа активност се реализираше и минатите години, како дел од програмата на секторот за местна самоуправа и социјална заштита при општина Киселавода. Проектот во кој локалната самоуправа кофинансира има за цел да ја промовира позитивната свест кај граѓаните на општината за превенција од последиците од високите температури и современиот начин на живење, информира општина Киселавода. Како дел од акцијата за реконструкција на патната и комуналната инфраструктура во подрачјата зафатени од елементарната непогода минатиот август, ќе се реконструира улицата Јужномуравски бригади. Покрај оваа улица предвидено е да се реконструираат улици и во останатите населени места во општина Газибаба.
Улицата Јужномуравски бригади ќе се реконструира во должина од 920 метри и ширина од 6 метри на путагот од семафорите кај паркот во Ченто до сервисот Дамевски. Увид во градижните работи на улицата Јужномуравски бригади во населбата Ченто денеска извршија градоначалниците на град Скопје и на Газибаба, Коце Трајановски и Тони Трајковски. Трајковски потенцираше дека оваа улица се реконструира како дел од акцијата за реконструкција на патната и комуналната инфраструктура во подрачјата зафатени од елементарната непогода минатиот август. Денеска правиме увид на улица која што се подготвува за некаде од следната недела да започнеме и со асфалтирање на комплетен нов слој на оваа улица во должина од околу 920 метри. Значи продолжуваат активностите за санирање и реконструкција на улиците во населените места кои што беа опфатени минатата година со елементарната непогода. До сега се санира, односно се постави асфалтен слој на улици во должина од 25 километри во сите населени места. Во рамки на оваа акција, како што рече градоначалникот Трајковски, досега е завршена реконструкцијата на улици со вкупна должина од над 25 километри во сите населени места, а активностите за подобрување на патната инфраструктура ќе продолжат и во наредниот период. Денеска се работи на повеќе локации, овдека сме во Ченто, истовремено се подготвуваат улици и во делот од Ченто кој што е познат како Камник. Денеска се започнуваат со асфалтирање на 4 улици во Црешево, исто се асфалтира улицата 14 во Сингелич и веќе од следната недела продолжуваме со асфалтирање во населеното место Економија. Некаде за 10 дена треба да стартуваме и во селото Булачани, така да интензивно ова лето ќе биде работно, се со цел заеднички да направиме комплетна санација и реконструкција на овие улици кои што голем дел од нив беа зафатени со елементарната непогода, но за дел од нив и претходно не беа асфалтирани, сега ги асфалтираме. Градоначалникот Трајановски посочи дека улицата Јужномуравски бригади е една од најважните улици во населеното место Ченто, која, како што рече, ја користат голем број жители и води и до гробиштата во Камник. Огромен број на население, да не речам една третина од Ченто, гравитира према оваа улица, со оглед на тоа што е во многу лоша состојба и со оглед на тоа што беше зафатена од поплавите минатата година. Оваа улица влезе во програмата за реконструкција и санација, програма која што беше правена за санација на последиците од поплавите кои што се фатија општина Газибаба минатата година по програмата за реконструкција и санација на патната инфраструктура. На реконструкцијата на овој дел од улицата Јужномуравски бригади ќе работат екипите на градежната компанија Македонија Пат. На 7 и на 8 август фан зона во знак на Суперкупот. За деталите подоцна во вестите. Во тек се градежни активности за поставување на канализациона мрежа во општина Петровец на улиците 3 и 5, а во план е поставување на канализацијска мрежа и на улицата 11. Улиците 3 и 5 во општина Петровец за околу 1 месец ќе добијат канализациона мрежа, пошто граѓаните ќе имаат можност да се приклучат на истата и конечно да се збогуваат со септичките јами, информираше денеска градоначалникот Борче Митевски. Вкупната должина на канализационата мрежа ќе биде 700 метри, од кои до сега се ископани 150. Покрај овие две улици, општината најавува приклучок на канализациона мрежа и на улицата 11 во населеното место Петровец. Денес започнаме да го решаваме најголемиот проблем што го има жителите на улица број 3 и улица број 5, а тоа е значи со одводната канализациона мрежа. И самите сме сведоци дека на терен се работи, веќе 150 метри се ископани ровоите за цевки, поставени се цевки, а вкупната должина која треба да се изработи на улица 5 и улица 3 овдека во населеното место Петровец е некаде околу 700 метри. По завршување на градежните работи за поставување на канализационата мрежа, градежните екипи ќе започнат со асфалтирање на улиците. По завршувањето на одводната канализациона мрежа, значи имаме аплицирано во Светска банка и одобрена ни апликацијата, значи истите овие улици 3 и 5 ќе бидат во целост асфалтирани, значи сите жители кои живеат на потегот на улица 5 и 3 ќе имаат 8 канализациона мрежа, ќе имаат и нови асфалтирани улици.
Реконструирани се автобуските постојки на булевар Партизански одреди кај Градежниот факултет и од спротива. Градот Скопје за овој градежен зафат вложи вкупно околу 4 милиони денари. Екипите на град Скопје деновиве ги реконструира автобуските стојалишта на булеварот Партизански одреди пред Градежниот факултет и од спротива, информираат од град Скопје. На автобуската станица пред Градежниот факултет беше изграбан стариот вдлабнат и оштетен асфалт во должина од 160 метри. Извршена беше санација на долниот тампонски слој, вградена полимерна мрежа и беше нанесен нов асфалтен слој. На автобуската станица Трговски центар Буњаковец наспроти Градежниот факултет коловозот беше реконструиран во должина од 160 метри. На терен беше изграбан стариот вдлабнат и оштетен асфалт. Извршена беше санација на долниот тампонски слој, вградена полимерна мрежа и беше нанесен нов асфалтен слој, информираат од град Скопје. На реконструкцијата на двете автобуски стојалишта на булеварот Партизански одреди пред Градежниот факултет и од спротива работеа екипите на градежната компанија Бауер БГ. Градот Скопје за овој градежен зафат вложи вкупно околу 4 милиони денари. Град Скопје, УЕФА, незините партнери и ФФМ денеска почнаа со подготовките во неутралната фан-зона на плоштад Македонија во Скопје. Неутралната фан-зона ќе биде отворена на 7 и 8 август од 11 до 19 часот. Тука ќе бидат изложени трите трофеи на УЕФА, трофејот на Лигата на шампионите, трофејот на Лига Европа и Суперкупот. И секој посетител ќе има можност да се фотографира со нив. Град Скопје, УЕФА, незините партнери и ФФМ денеска почнаа со подготовките во неутралната фан-зона на плоштад Македонија во Скопје. Суперкупот ќе се игра меѓу двата најуспешни европски клубови Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. Низ градот се поставуваат билборди и мегалајти, а на 26 јули беше осветлено и Скопското кале во боите на Суперкупот. Во неутралната фан-зона ќе се реализираат сите активности, а останатите две зони, платото пред спомен куќата на мајка Тереза и плоштадот Филип II, ќе служат како точки за средба од кои навивачите на Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид ќе тргнат кон националната арена Филип II. Неутралната фан-зона ќе биде отворена на 7 и 8 август од 11 до 19 часот. Тука ќе бидат изложени трите трофеи на УЕФА, трофејот на Лигата на шампионите, трофејот на Лига Европа и Суперкупот, и секој посетител ќе има можност да се фотографира со нив. Трофеите ќе бидат поставени на 7 август од 11 до 19 часот, а на 8 август од 11 до 16 часот. Поставувањето на трофеите е дел од трофеј турата организирана од страна на ФФМ, во чии рамки млади момчиња и девојчиња од цела Македонија се надпреваруваат да дојдат до финалните дуели кои ќе се одиграат на Грасрут игралиштето, кое ќе биде поставено во неутралната фан-зона. Момчињата ќе ги одмерат силите на 7 август од 11 до 13 часот, а девојчињата во исто време на 8 август. Во зоната се поставуваат и уредуваат местата определени за 1 на 1 фудбал, шутирање пенали, фудбалски тенис и фристайл фудбал. Експерти во фристайл фудбал од Франција ќе ги покажуваат своите способности и ќе ги подучуваат заинтересираните. Покрај многобројните активности во неутралната зона ќе биде поставена голема бина, каде на 7 август присутните ќе ги забавуваат DJ Бранчес, DJ Мац, Контро DJ и Симона Поповска, а на 8 август DJ Боби, DJ Дела, Брас Брадерс и Сара Мейс. Град Скопје очекува десетици илјади посетители и за таа цел се погрижи најголемиот дел од нив да бидат информирани за знаменитостите на Скопје преку промотивно видео и голем број брошури. Градот Скопје е подготвен за одржувањето на Суперкупот. Екипата на градот Скопје учествува со организаторот со УЕФА и со ФФМ, да не речам едно 3-4 месеци наназад. Значи и во планирањето на активностите и во завршувањето на активностите. Ние, како што знаете, веќе го направивме спотот и нашата обрска беше спотот да го направиме и неутралната фан-зона да ја организираме. Исто така градот Скопје интензивно работи со сите јавни предпријатија во подобрувањето, да речем, на атмосферата, на амбиентот, на
на хигиената во градот Скопје. Доволни сме што се одржува Суперкупот во градот Скопје, да имаме едно искуство повеќе, да речеме, и да ги подигнеме секако нашите стандарди на функционирање. Во Скопје Сити Мол денеска ќе се одржува манифестацијата Глобално село со цел да се зближат луѓето од различни земји и култури и да се прослават различностите, мултикултурализмот и глобализмот. На штандовите ќе се представат Турција, Романија, Русија, Украина, Кина и Шпанија. Во Скопје Сити Мол денеска ќе се одржува манифестацијата Глобално село, каде на штандови ќе бидат представени традицијата, кујната, специјалитетите, музиката и културата од Турција, Романија, Русија, Украина, Кина и Шпанија. Скопје Сити Мол го организира настанот со ISEC Скопје. Целта според организаторите е да се зближат луѓето од различни земји и култури и да се прослават различностите, мултикултурализмот и глобализмот. На влезот на Скопје Сити Мол од 18 до 22 часот. Свој штанд ќе има и ISEC. Манифестацијата вклучува млади кои се дел од проектите на размена на ISEC Скопје, SAMS и GreenUp, кои ќе ги представат своите држави преку својата кујна, традиционална облека, музика, предмети и сценски настапи. Македонија е земја во која е застапен мултикултурализмот, па затоа е од особена важност да ги спознаеме другите култури, да ги почувствуваме нивните животни стилови и да ги прифатиме различностите кои тие ги имаат. Со Глобално село повторно ќе се зближат луѓето од различни култури, со што ќе се прослават различностите, мултикултурализмот и глобализмот, соопштија организаторите. Дел од општините Аеродром, Сопиште, Ѓорче Петров и Сарај во понеделник ќе останат без електрична енергија. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека поради закажани технички зафати во електромрежата во понеделник од 13 часот до 14 часот и 30 минути без струја ќе биде улицата 2 во село Долно Лисиче, а од 9 до 12 часот и 30 минути прекин во снабдувањето со електрична енергија ќе има во селата Барово и Чифлик во општина Сопиште. Од 9 часот и 30 минути до 15 часот ќе нема струја на улицата Пелагунија во општина Ѓорче Петров, а од 8 часот и 30 минути до 14 часот без струја ќе биде селото Рашче во општина Сарај. До средината на следната недела, нашето подрачје ќе биде под влијание на сува и многу топла воздушна маса. Ова ќе предизвика период на претежно сончево, многу топло и суво време. Во поголем дел од земјава максималната температура ќе достигнува над 35, а на места вдолж повардарието ќе надмине и 40 степени. Во продолжение, МТМ Метео. И уште една информација пред самиот крај.
На 7, 8 и 9 август патниците на Скопскиот аеродром треба да доаѓаат 4 часа порано. Сите патници кои имаат летови од Скопскиот аеродром Александар Велики на овие датуми треба да пристигнат на аеродромот 3 до 4 часа порано од времето на полетување. Како што информира ТАВ Македонија, ова е поради дополнителните безбедносни мерки кои ќе бидат применети на аеродромот по повод одржувањето на УЕФА Супер Куп над преварот. Со оваа информација завршуваме за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.